Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Poštovani gledači, dobro utro, srdečen pozdrav od studiото на Радио Гласна надежда од Кавадарци. Еве и овутро се јавуваме вживо и сакам да ве поздравам на самиот почеток сите вас кои се вклучивте уште од самиот почеток и верувам дека денеска ќе имаме благословено време на дружење. Денеска сме 24 февруари, четврток 2022 година. 55-тиот ден во ова календарска година. Што се однесува до почетните сервисни информации, тие гласат дека утрова во Кавадарци изгреа сонцето во 6 часот и 15 минути, а ќе зајде во 17 часот и 16 минути. 8 на сончев ден, така да во Кавадарци денеска ќе биде сончево. Температурата утринска беше плюс 3, сега е веќе плюс 5, така да до крајот на денот очекуваме да температурата во Кавадарци достигне до топли 14 степени. Инаку што се однесува до воздухот, ова утро во Кавадарци е чист, така да имаме чист воздух, бидејќи се уште утрово дуваше северен ветер, така да денеска ќе може да прошетате, почитувани гледачи, ако имате време, да прошетате до градскиот парк или до некое друго одредиште. Што се однесува до временската прогноза за Македонија, таа гласи дека денеска ќе имаме сончево со мала локална облачност. Ќе дува умерен до засилен северен ветер, најизразен вдолж поврдарието, повремено со брзина над 60 км на час. Гледајќи ја картата на Македонија и прогнозата за денеска, таа гласи дека во Гевгелискиот регион ќе имаме од плюс 6 до 15 степени сончево, во Беровскиот променлив облачно од минус 2 до 8, во Кумановскиот регион од минус 7 до 9, Скопската котлина ќе има температура од 2 до 13 степени сончево, во крајно западните делови од минус 5 до 5 степени променлив облачно, во Христскиот регион денеска ќе има доволно сонце од минус до 9 и во Пелагонија ќе има сончево време од минус 2 до 11 степени. Така да еве вчера имавме прилично студен ден, облачен, но денеска како што и вчера најавивме, облаците се веќе позади нас и сонцето еве не облева сите нас. Така да денеска ќе имаме релативно сончево време. Утре исто така ќе имаме сончево време, потопло со мала до умерена локална облачност. Иако утринските температури ќе бидат поладни, посвежи за утре зборувам, но сепак дневните ќе бидат позитивни и ќе имаме во целата наша земја сонце. Што се однесува до информациите од Атомотосојузот на Македонија, тие гласат дека и денеска собраќајот се одвива нормално по суви коловози на сите државни патишта, значи непречено се одвива собраќајот. Интензитетот на собраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен. Како да не умерен кога бензинот отиде на вистина многу горе, многу е скап и луѓето возат само по потреба, така да повеќе имаме собраќај во градовите отколку на другите патишта во Македонија, затоа што на вистина бензинот е многу скап поради познатата криза во светот. Така да еве интензитетот, како што кажав, на патниот сообраќај е умерен. Автомотосојузот на Македонија понатаму препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на патната сообраќајна сигнализација и внимателно возење на возилата, посебно таму кај што има одрони, а такви има во некои делови во нашата земја.
zimskата опрема се уште е потребна до 15. март. Што се однесува до рубриката на денешен ден, рековме, денеска сме 24 февруари, еве да прочитаме, да видиме што се случило на денешен ден во светот. Во 1525 година на денешен ден во битката кај Павија во Италија, шпанската армија за прв пат во историјата на војните ги употребиле пушките наречени мушкети и прито ја победиле француско-швајцарската војска. Во таа битка загинале 14.000 војници. Навистина, колку е бесмислена таа војна. Еве денеска веќе слушаме информации дека се слушаат истрели во Украина, така да никој немал корист од војни, почитувани гледачи. Гледате овде што се случило 1525 година, кога за прв пат била потребена пушката како оружје за масовно убивање. Пред тоа знаеме со копија, со стрели луѓето војувале, ратувале, меѓутоа сега е модерна војна, навистина жалосно што гинаат цивили, гинаат луѓе недолжни. Тогаш загинале 14.000 војници. Во 1779 година британскиот морепловец и прославен патник околу светот Джеймс Кук по низа опасни искушенија доживел неславен крај. Поради непредпазливост на Хаваите бил убиен во ненадејниот жесток судир со жителите на островот Роденбил во 1728 година. Значи, ете, многу пат поминал овој човек, Джеймс Кук, познати име и снимено филмови за него, ете како загинал, бил убиен во еден жесток судир со жителите на островот Роденбил давно 1728 година. 1786 година роден е германскиот писател Вилхелм Грим, собирач на народни бајки и имотворби, кој како и повеќето други дела ги објавувал во соработка со постариот брат Јакоб. Добро, одиме понатаму, нешто што е по-блиско до нашите години. 1887 година на денешен 24 февруари Париз и Брисел станале првите две престолнини поврзани со телефонска врска. Кога се тоа случило? 1887 година. Колку сме ние заостанати, почитувани гледачи на овие простори. Јас се сеќам кога првиот телефон дојде во моето село. Првијата жица кога дојде до нашата куќа ја делевме со комшијата, зашто беше двојник телефон. Се сеќавате на оние двојни телефони. Кој ќе кренете, вие имате врска. Кој ќе спуштите, комшијата. Се дава огромни пари за да се добие телефон во куќата. Добро, сега веќе имаме сите мобилни телефони, меѓутоа колку каснеме ние доцнеме во на овие простори. 1887 година Париз и Брисел станале првите две престолнини поврзани со телефонска врска. 1920 година во Минхен Хитлер ја објавил програмата на националистичката странка. Знаеме дека тој имал своја политичка странка, националистичка, и потоцна бил избран за водач, и знаеме Хитлер што направи за време на Втората светска војна. Еве нешто од нашите простори. 1946 година на денешен ден во Скопје на иницијатива на македонските уметници Никола Мартиновски, Лазар Личеновски, Димо Тодоровски, Здравко Блажевски, Борко Лазиски и на други било формирано Друштвото на ликовните уметници на Македонија, наречено ДЛУМ. Значи, ете кога е формирано Друштвото на ликовни уметници во 1946 година. На денешен ден, 1976 година, во Охрид умрел Димитар Митрев, македонски литературен критичар и есеист. Добро, еве уште некоја новост да прочитам. На денешен ден, 2003 година, поради штрајк на вработените во НИП Нова Македонија, не излегувале весниците Нова Македонија, Вечер и Бирлик. Весниците почнале одново да излегуваат на 5 март 2003 година. Познато дека кога Македонија се осамостои, излегува на површина многу весници, дневни весници.
излегува скоро сека година некој нови наслов, меѓутоа скоро сите изумрија. Се уште постои, значи, Нова Македонија, еден од најстарите весници во Република Македонија. Моментално има уште 2-3, меѓутоа еве Нова Македонија веќе се најстарите весници, пишани весници кои се печатат и излегуваат секој ден. Еве, уште една информација. На денешен ден, 2020 година, на 82 години, починал Ѓорги Желчевски, великан на македонската музика, кој долги децени живеел во Белград и Србија и афирмирал македонската народна музика и заедно со супругата Кевсер, Селимова беа вистински амбасадори на македонскиот мелос. Еве, тоа беа почетните сервисни информации, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата утринска програма која се емитува од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Одиме сега со една убава песна, потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата емисија. Vali se bijele, grije sunca žar, masline su zrele, miriše nar, oblaci ljeno nebom putuju, cvrčci spremno pjesmom već se raduju. Poneki rijedak leptir traži hlad, traži neki cvjetak da smiri glad. Suton je zlatni, grimis prolio, nek se vidi ko je sve to stvorio. Kako divno je sve, ljepše no sanjati sne. Želim srcem svim imati krila, kaleba bila i vječno biti s njim. Ako se more stebri kap po kap, kupa ga do zore, mjesečev slap, barva je mliže, tek otvori ja, pitajući ko je sve to stvorija. Kako divno je sve, ljepše no sanjati sne. Želim srcem svim imati krila, kaleba bila i vječno biti s njim. Kako divno je sve, ljepše no sanjati sne. Želim srcem svim imati krila, galeba bila i vječno biti s njim. I vječno biti s njim. Еве повторно во живо. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма на радио Глас на надежта.
Преда поминам на следнава рубрика, би сакал само да ве поздравам сите вас кои не следите од Македонија или во Македонија, но и вие кои сте во странство. Еве вчерашната емисија, овде имам преглед во кои земји не следеле, секако најмногу во Македонија. Интересно, во Македонија најмногу не следат во Чаир, барем вчерашната емисија, потоа Кавадарци, имаме Струга, Ново село, Охрид, Неготино, секако и други села и градови што можеби Facebook во овој момент не ги регистрира. Што се однесува до странство, имаме значи во Република Српска, тоа е во Босна и Херцеговина, секако во Холандија, во Србија, во Австралија, Викторија, потоа имаме во Америка, Германија, Австралија и во другите земји, освен Викторија како држава, во Бугарија, Босна веќе спомнав, Хрватска, Швајцарија, Канада и на други места. Што се однесува до процентите на гледаност на женски пол и на машки пол, имаме 49 од машкиот пол и 51% од женскиот пол. Најмногу гледачи не следат по години од 35 па преку 65 до 70 години, онака како што Facebook ги регистрира. Навистина, ви благодарам на времето што го одвојувате, почитувани гледачи, и ја пратите, ја следите нашата утринска програма. Секако, ова емисија се снима и ќе може да ја гледате и во другите делови од денот на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта, или пак емисијата ја закачуваме и на самата Facebook страна Радио Глас на надежта. Одеме сега да ги проследиме капки на мудроста, неколку капки приготвив и верам дека ќе бидат корисни и поучливи. Кога би сакале да бидеме само срекни, тоа лесно би го постигнале, но ние сакаме да бидеме посрекни од другите, а тоа е секогаш потешко, затоа што сметаме дека се посрекни отколку што се. Да подучува без зборови, да извршува без действување, тоа е патот на учителот. Можеме да го прифатиме конечното разочарување, но никогаш не смееме да ја загубиме бесконечната надеж. Некој рекол дека надежта последна умира. Да, надежта е таа која не подвижува да бидеме храбри и силни тогаш кога ни е најтешко да издржиме. Ова го рекол Мартин Лутер Кинг. Луѓето го сакаат оно што е добро или што мислат дека е добро, но обично грешат во проценката што е добро. Жан Жак Русо го напишал ова изјава. Во животот, како и во шахот, ги забележуваме нашите грешки тогаш кога другите ќе ги искористат нив. Толстој. Немаме право да уживаме во среќата ако не ја делиме со другите. Токму како ни во богатството, ако и за другите не го произведуваме. Бернар Шо. Среќен е мудриот човек, бидејќи во него се соединува доброто здравје, доброто срце и средениот образован дух. Мантегеца. Оној кој сами од себе се лаже, најлесно се навредува. Достоевски. Најдобар знак за вистината е едноставноста и јасноста. Лагата секогаш е замрсена, накитена и речита. Толстој. Добрината е мудрост, а можеби и највисока мудрост. Луѓето не се добри само затоа што се мудри, туку се и мудри затоа што се добри. Лорка. Успехот ти носи многу работи, но не и она чувство на длабока среќа која ти го дава љубовта. Самуел Голдвин. Сите ние знаеме што сме, ама не знаеме што може да станеме. Шекспир. Еве, тоа беа неколкуте капки на мудроста, утре продолжуваме со други, но сега ќе ја проследиме кратката порака за деца, односно за нас возрастните. Ова поучна приказна е кратка, но многу силна, многу содржајна и верувам ќе биде поучлива за сите нас, почитувани гледачи. Лела, така се викала ова девојка или помлада жена, работела во голема фабрика за месо. Еден ден кога таа завршила со низината смена, отишла во замрзувачот нешто да провери и во тој момент на невнимание вратата на големиот фрижидер се затворила
i ta ostanala zarobena vnatre. Znate, to se golemi frižideri, kako ova soba, kako cela učilnica, ima golemi vrati, tamo se čuvat meso i neki drugi proizvodi vo toj golem zamrazovač. Ete, ova žena otišla nešto da provjeri i bila nevnimatelna, vratata se zatvorila, a samo možel da se otvori odna dvor. Iako vreskala i barala pomoć, niko ne možel da ja čuje i da je vo blizina. Ostanala vo ta prestudena soba i znajla deka je osudena na smrt ako mora da čeka do utre denta. Po nekoliko časa na ova devojka veki bilo reći si jasno deka počnuvala da se smrznuva i se prostuvala od životot. Sepak v jedan moment vratata se otvorila i noknjo čuvarja izvekol od ladilnikot. Podosnakova go prašala zašto čuvarot ja otvoril vratata, iako to nikogaš ne bilo njegova uobičajena rutina, toj eve što i objasnil. Sum rabotel tuka veke 35 godini, kako čuvar vova fabrika. Desetice v rabotini sekoj den vleguvat i izleguvat, no ti si jedna od redkih što me pozdravuvat sekoj utro i sekoja večer. No gumina me tretirat kako da ne postojam. Denes koga dojde, ti mi reče, dobro utro, kako ste? I se nasmevna. No po nekoliko časa shvativ deka jas nego slušnav tvojeto doveduvanje, ke se vidime utre. Ove zborove me podsjetuva deka ja sam čovek, znajev deka nešto ne dostiga, pa zato otidov vo potroga iz fabrikata. Primitiv deka ti ne izlezi od fabrikata, mi beše čudno kako ti ne me pozdravi koga si zamina od fabrikata. I meni mi beše čudno, me potikne da otidam vnatre vo fabrikata i da te pobaram. Te najdov bil posljednji od zbor što go kažal ovoj čuvar, nova presrekna devojka koja blagodarenje na nizinata ljubeznost, čuvarot primitel deka ta ne izlegla od prostorijete na fabrikata i došel, ja pobaral i go spasil nizinjo od život. Eve kratka poraka i za nas počtovani gledači deneska. Odnesuvajte se kon lugeto so počit. I čuvarot i čistačkata se luge kako nas. Cenetike lugeto koji može da zboruvat so doktori na nauki, no isto taka i da bidat ljubezni so nekoj koja je na poniska pozicija. Nikoš ne znaš što ki se sluči utre. Istina, porakata je silna, da se site nas, da bideme jednako ljubezni, da li nekoj direktor, da li nekoj ministar, predsjedatelj, tije se funkciji promenljivi, deneska si gore, utre si dolo. Međutim, kako čovjek ustanuvame do neka sme živi nekaj deneska i nije bideme ljubezni, konsite luge koji ne obkružuvat, da gi pozdravime, zašto možeš biti nekoj edva i čeka da mu kažeš dobro utro. Možeš biti razočaran, možeš biti u nekoj depresiji, možeš biti pominovani svoj lični traumi i problemi, no tvoj i moj ljubezni zbor može da moja podotvori vratata, da toj čovjek ili ta žena deneska bude sreken i radostin i da dožive nešto ubavo i prijetno. Ive, to beše porakava za utrovo i što gi pročitavme kapki na modrost. Odime su štedna pesna, potom je produžime su našte emisije. Inda za me
Следува рубриката Утринска порака. Денеска е наоѓаме во Псалмите Давидови, 66 глава, 16 стих. Управители на вистината. Дојдете, чујте сите, што се боите од Бога, ке ви раскажувам што и направи на мојата душа. Сево што има живот расти и се развива. Во Божето царство се врши постојана размена, се зема и се дава, се прима и му се враќа на Господа оно што е негово. Бог соработува со секој вистински верник и верникот со своето дело им ја предава на другите светлината и благословите што ги примил. На тој начин се зголемува способноста за примање. Кога човекот им предава на другите небесни дарови, тој прави место за свежи изливи на благодат и вистина кои се влеваат во душата од живиот извор. Тој стекнува поголема светлина и поголемо знаење и благослови. Во тоа дело, кое спаѓа во должност на секој член, се наоѓа живот и напредок на црквата. Оној чиј живот се состои во постојано примање, а никогаш не дава, набрзо ќе го изгуби благословот. Ако вистината од него не се излева на другите, тоа губи способноста за примање. Мораме да им даваме на другите небесни добра, ако сакаме да примиме нови благослови. Кога знаењето за вистината ќе се шири, тоа ќе се зголемува. Сите што ќе ја прифатат евангелската наука од срце копнеа да им ја пренесат на другите. Христовата љубов родена на небото мора да се покаже. Они што се облекле во Христа ќе го пренесуваат тоа свое искуство, следејќи ги чекор по чекор патиштата по кои ги води Светиот Дух. Чувствувајќи глад и жед да го запознат Бога Исуса Христа, кога го пратил Бог, тие го истражувале писмото и како одговор на своите молитви и на својата душевна борба, ги чуле Христовите зборови, ти се проштеваат гревовите. Не е природно некој да ги крие тие искуства, па тоа не го прават ниту они на кои срцето им е исполнето со Христовата љубов. Сообразно со големината на вистината што им ја доверил Господ е и нивната желба да им помогнат на другите да ги стекнат истите благослови. Објавувајќи го богатството на Божјата благодат, тие самите добиваат се повеќе и повеќе благодат. Добиваат ново срце, срце на малечко дете кое се одликува со едноставност и со неограничена послушност. Нивните души копнеат по светост и во се поголема мера им се открива богатството на вистината и благодата, за да му го пренесат на светот. И тоа беше денешнава утринска порака, почитувани гледачи, што ја пронајдовме во Псалмите Давидови, 66 глава, 16 стих. Дојдете, чујте сите што се боите од Бога, ќе ви раскажувам што и направи на мојата душа. Давид, она што го доживел во својата душа, почитувани гледачи, го преточил во 150 псалми. Значи 150 глави што тој ги напишал во својата книга. Верувам дека ние може да напишеме може би не 150 глави, но да напишеме едно искуство и она што секојдневно постојно го доживуваме како благослов од Бога. Убаво е да ги запишуваме тие наши моменти во свој личен дневник, па после некој известно време, година, две или кој ќе помине известен период, да ги прочитаме тие искуства и да се охрабриме како Бог не водел во нашиот живот. Сево што има живот расте и се развива. Во Божето царство се врши постојна размена, се зема и се дава, се прима и му се враќа на Господа оно што е него. Господ сака ние да му возвратиме со кажување, со молитва, со израз на благодарност. Значи, ние сме жива материја, ние примаме да би дале. Знаете, мртвото море, зошто се вика мртво море? Не само таму што биле затрупани двата града, Содом и Гомор, кои биле изгорени од оган од Господа, сепак тоа море прима вода, реката Јордан се влива во мртвото море, но мртвото море не истекнува, тоа само прима, а не дава. И тука нема живот, има само сол. Значи, таа жива вода на реката Јордан, која е питка, која е многу добра и здрава, кога се влива, станува неупотреблива. Така и ние, само ако примаме, а не даваме, ќе бидеме како мртвото море, неупотребливи.
И затоа да даваме денеска, да бидеме љубезни, да бидеме радосни, да бидеме среќни и да го споделиме она што го знаеме за Господа, да бидеме мостови, да ми кажеме на луѓето, зашто многу луѓе не веруваат се уште во Господа и не веруваат во неговите ветувања што се дадени во Светото писмо. А вие кои имате Библија, читајте ја. Таму ќе најдете прекрасни пораки од Господа. Ако немате Библија, Свето писмо, пишете ни. Ќе ви подариме Свето писмо за возрастни, а имаме и за млади. Значи, со слики, биете слободни, напишете ни, сега доаѓаат празници, 8 март, може на некого да му поклоните, да му подарите. Пишете ни, а ние веднаш овие денови ќе ви испратиме на ваша домашна адреса или нашите соработници ќе ви ја донесат на вашата домашна адреса. Затоа бидете слободни, напишете ни. Вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, почитувани гледачи, еве прилика преку веб страната bibliјата.зборува.мк. Ќе видиме сега за кој миг и самата реклама. Послушете ја, напишете ги таа адреса што е таму дадена и ќе можете да навлезете во тајните на големото Свето писмо, но тоа не се тајни, тоа се откриени, направени се да вие тоа го разберете и да живеете според тие принципи, правила што ги читаме во Светото писмо. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве неповторно во живо, почитувани гледачи, ја следите утринската програма на радио Глас на надежда од Кавадарци, адвентистичко радио кој емитува својата програма секој утро од понеделник до петок. Следува рубриката за нашите села, водопади, градови, езера. Денеска се одлучив да ви пренесам неколку информации за Башино село. Не знам дали знаете каде се наоѓа тоа Башино село. Башино село се наоѓа, може да го видите постојано кога одите за Скопје. Значи, кога одите за Скопје, а посебно кога се враќате, неминовно од десната страна пред Велес ќе го видите селото Башино село. Интересно е, ова село значи се наоѓа во општина Велес, меѓу автопатот Александар Македонски, односно сега е автопатот на пријателството, непосредно поред реката Вардар. Пошто е познато Башино село? Не само што тука, значи, близу до Велес, Башино село е познато по производство на млад кромит и лук, салати. И сега, ако поминете овие денови, ќе видите многу пластеници, многу засаден млад лук и кромит. Така да, Башино село е интересно село кое се наоѓа овде тука, непосредно до реката Вардар. Како настанало селото? Меѓу народот постоело мислење дека тоа било основано некаде пред 230 години. За основање на Башино село забележени се две преданија. Според едното предание, керката на некој паша на тоа место имала имот на кој основала чифлик и на него доселила 10 семејства од Скопска Црна Гора, имено родовите Перчиковци, Джимеривци и Дудевци. Пашината керка од благородно семејство го изградила тој манастир кој се наоѓа таму во Ветерско, Свети Јован. Според друго предание, Башино село било својна на некој паша кој тука имал воденица и 30 христијански куки, чија должност била да го одржува јазот за воденицава, зашто не плакеле никакви давачки така натаму.
Некој вели дека населбата Башино село е постаро дури и од градот Велес. Овде од секогаш било многу убаво. Според едно предание, таа некогаш била село и се викала Башино село. Според некој, тоа доаѓа од некој турски бег, кој кога од Ридот го видел селото како со своите многобројни бавчи се простира покрај реката Вара, рекол, ова е баш село. И така се продолжил да се вика Башино село. Баш село, така некој турчин тоа го искажал и еве легендата што запишало. Поради поволните услови на самата почва, бидејќи е равничарско тоа место, равно е покрај Вардар, има изворена местоположба до самиот автопат и непосредна близина до градот Велес. Башино село има навистина обемен и доста развиен стопанско-економски живот. Од земјоделството најзастапувано е, како што спомнав, одгледуваат рано градинарски култури, особено млад кромит и лук, по кој Башино село е надалеко познато во Македонија и на Балкан. Кога живеевме во Битола, секое утро, односно на пазарите, се носеа големи количества на кромит, на млад кромит и лук, и велат, ова е од Башино село. Значи, прочуени производи од Башино село. Се извизува дури и во Хрватска, Србија, Бугарија, Романија, Косово и Албанија. Значи, на големо се извезуваат и во овие држави, соседни земји на Македонија. Покрај младиот кромит на голема површина се одвидуваат и зелени пиперки, и тоа познатата сорта Сиврија, која потекнува токму од Башино село. Гледате, таа пиперка сорта потекнува од тие краишта во Башино село Велешко. Исто така се гледуваат патлиџани, домати, марула, спањак, зелка, морков, цвекло, грашок, боранија. Навистина убави зеленчуци, поготово сега кога топилницата е веќе 20, може би повеќе години затворена, нема загадување, прето имаше доста загадување, бидејќи непосредно до топилницата е тоа село, но сега кога веќе згаснава топилница, едноставно нема загадување на почвата и овие производи се доста здрави и барани. Што се однесува до население и демографија, во 1900 година имало 960 жители. Гледате сега како се зголемува и како се намалува населението. 1905 година имало 1472 жители. Веќе во 1948 година, тоа е после војната, 571, односно 549. 571 е во 1950 година. И сега одиме наваму, 2002 година имало 814 жители. Очигледно малку покачување има, но сега од последниот попис од минатата година ќе видиме со колку жители располага ова село, Башино село, на само неколку километри од градот Велес. Башино село, според бројот на жителите, населба со средна големина, со постојан пораст на населението и така натаму, како што еве ги видовме овие бројки. Најмногу има македонци, има и според овој попис и 5 Срби, така да очигледно ова село е чисто, може да кажеме, македонско село. Еве тоа беше за селото Башино село, информации, и се запознавме и со тој крај на Македонија во непосредна близина на Велес. Одиме сега со рубриката за здравјето. Ова утро би сакал да зборувам за корисноста и вредноста на кромидот. Верувам дека обожавате да јадете кромид, почитувани гледачи. Еве сега ќе ви прочитам, ќе ви пренесам неколку информации, посебно во овој зимски период, колку е потребно да јадеме не само кромид, може и млад кромид, или лук и така натаму, меѓутоа, кромидот служи за јакнење на срцето, за висок притисок, за устранување на несоница и нервоза, олеснува искашлување, го регулира шекерот во крвта, делува како диуретик и ласкативно средство, помага кај несвестицата, регулира столица, лечи запалење на крајниците и зарипнатост, болести на белите дробови и бронхии, водена болест, ублажува во болка, лечи рани и отоци, висока температура спречува згрчување на крвта,
pomaga pri začepovanju na koronarните артерии, sprečava paganje na kosata od stranova i žuljevi. Gledajte kakva lista na работи што може да ги имаме како полза од користење на кромидот. Кромидот е прилично распространето растение, најверојатно со потекло од Азија, познат од лукот, но не и попризнат. Во ништо па ни во своите лековити својства не заостанува зад лукот. Можеби дури и во некои и го надминува самиот лук. За јадење се користи преку цела година, како млад кромит на пролет, недозреана главица преку летото и зрела луковица преку зимата. Погрешно е да се отфрла надземниот дел од младиот кромит, бидејќи тој дел ништо помалку не е вреден од главицата. Што се однесува до хранливоста, во кромидот има најмногу јагленохидрати и занемарливо малку белковини и масти, и сушената зрела главица е осетно повредна во калорична смисла, но основна биолошка вредност на кромидот ја прават секако минералите и витамините. Покрај осетното присуство на минерални соли, особено калиум и разни олиоголементи, кромидот е богат и со витамини B1, B2, C, E, K и P, па има и каротин, гликоза, етерични масла, растителни хормони слични на инсулин. Кромидот за потекнување на мокрење. Се земаат еднакви делови на кромид, 2 главици, магданус и целер, и ова мешавина се вари на тивок оган во 1 литар вода и 8 супени лажици мед. Се пие топло 4 пати дневно по 1 шоличка. Лековит сироп од кромид. Половина килограм кромид се ренде и се вари со половина килограм шекер или мед во литар вода на тивок оган околу 3 часа. Се става во темни шишења и како лек се користи по 1 лажица неколку пати со млака, вода или млеко. Овој лек е добар кај белодробните болести и органите за варење. Кромид против несоница. На машина за мелење месо се мелат 1 до 2 главици кромид. Добиенот сок треба да се испие со малку млака вода или млеко и лажичка мед, се разбира пред спиење. И уште еден совет, кромид против жулјеви. Главица кромид се пресекува на половина и се става во вински или јаболков оцет 3-4 часа. Пред спиење со овој кромид се обиткува жулјот и се зацрстува со завој. Ова се повторува неколку ноќи се додека жулјот сосема не омекне. Еве, почитувани гледачи, видовме колку имаме користи ако користиме кромид. Релативно не е скап кромидот, може да се најде на зелените пазари во секоја продавница за прехрамени производи, така да користите го кромидот. Иако може би малци има мирис, но сепак е полезен и многу здрав за нашето тело. Одиме со песна, потоа ќе се вратиме повторно во емисија. Zašto odgovor
Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата денешна програма. Пред да прочитаме делови од книгата Археологијата ја потврдува Библијата, би сакал да пренесам уште една кратка порака од пораките што ги добивме од Австралија од проповедникот Никола Трајков. Поракава за ова утро носи наслов Благословувајте во молитвите. Благословувајте во молитвите. Текстот го наоѓаме во Еремија 33 глава, 3 стих. Повикај ме и јас ќе ти одговорам и ќе ти откријам големи и неразбирливи тајни за кои ништо не знаеш. Молитвата е разговор со Бога како пријател. Бог обично ни зборува преку својата реч, преку Библијата, но и преку молитвата. Време на само со Бога, проучување на Библијата и со молитва, сето ова заедно ни помага духовно да се наштимаме. Нашите молитви кон Бога треба да имат одреден ред и значење на нашиот разговор со Бога за да биде поуспешен. Еве еден предлог на содржина за нашите лични молитви. Прво, обожавање. Боже, ти се обраќам денес затоа што си. Значи, во почетокот на молитвата ние треба да искажеме обожавање на Господа. Зошто го сакаме, зошто му се молиме и да му оддадеме почит. Второ, исповед. Боже, ги исповедам моите гревови. Значи, во продолжение на молитвата ги кажуваме нашите слабости, нашите потреби, дека сме безпомошни без Него, дека бараме помош и се каеме за оно што може би сме го сторили во текот на денот. Трето, благодарност. Боже, ти благодарам што ме слушаш и ме благословаш. Значи, не да бидеме толку скржеви во нашите зборови, туку да искажеме и нашата благодарност. И четврто, барање. Боже, те молам, помогни ми денеска, чувај ме, ќе одам на пат, ќе работам, треба да одлучам. Ти ме подсети, ти ме чувај со твоите ангели чувари. Ете, тоа нека бидат тие 4 многу важни чекори, почитувани гледачи во нашиот живот. Првин, да го обожаваме, исповед, го кажуваме оно што не тишти, што не притиска, му благодариме на Бога и бараме Негово водство и заштита. Библијата вели дека секогаш треба да се молиме, па затоа треба да имаме дневно време за молитва. Значи, дневно време за молитва. Ако не планираме време за молитва, постои опасност да го занемариме, да ги занемариме и другите активности ќе не совладат или нашите молитви да станат површни. Затоа мора да планираме средба со нашиот Бог и таа средба мора да стане дел од нашите секојдневни активности. Земете го вашиот дневник и запишете го времето што ќе го поминете во текот на денот со вашиот Бог. Направете го тоа денес. И еве што кажува царот Давид во Псалом 55 глава. Навечер, наутро и напладне ќе плачам или ќе молам и тој ќе го чуе мојот плач, мојот глас. Нека и ние, почитувани гледачи, имаме соодветно време, иако може се молиме било во кој ден на денот. Но сепак убаво е да се молиме и наутро, а посебно и навечер. Може преку дента имаме активност, одиме на работа, но можеме и таму во мислење да се помолиме на Господа. Но сепак да имаме соодветно време кое ќе бидеме насамо со нашиот Бог. Еве, сега ќе прочитам и неколку делови, како што спомнав, од книгата Археологијата и Библијата, разбирање на Библијата преку археолошките пронајдоци од професорот Драго Обрадовиќ. Веќе неколку дена наназад читаме за откритија кои се пронајдени во Иерусалим и во неговата околина. Падинката Хинон. Тешко може да се сумираат откритијата на Иерусалим во текот на минатите неколку години, а да не се спомне уште една локација меѓу мноштво други што го обкружувале овој стар град. Тоа е падинката токму под шкотската
Prezviterijanska crkva Sveti Andrija. Тука во 1979 година на делот кој гледа кон долината Хинон, младиот професор по археологија од Универзитетот во Тел Авив почнал да врши ископување главно на ограбените гробници. Историјата на тие гробници му припаѓа на 7 век пред Христа. Во голем број случаи во овие гробници се наоѓаат 4аголни простории за закоп. На 3 страни имале места во кои можеле да се положат умрените нивните предмети. Кога овие простори биле потребни за нови погреби, посмртните останки и предмети се собрани на иставани во помалечка и пониска изградена гробница. Овој обичај од периодот на првиот храм веројатно е сочуван во познатиот библиски израз им се придружи на своите предци. Тоа го пише во книгата до Судиите, 2 глава 10 стих. Во текот на својата работа професорот Барки открил гробница која не била ограбена. Тоа била најбогата гробница што е пронајдена во околината на Ерусалим. Содржало 700 предмети, но била и најголемо ерусалимско засолниште на драгоценности и мощни стари пари. Тоа биле пари од 6 век пред Христа со отисок од рак на Егејскиот остров Кос. Меѓу повеќе од 100 парчиња сребрена акица наоѓале и два малечки свитоци од сребро. По 3-годишна пауза, овие предмети внимателно се одвиткани, не утврдено дека тоа биле само амулети, амаили. Ќе треба малку повеќе време да се дешифрира мунскуларниот текст, но еден збор е мощне, јасно читлив, а тој е зборот Јахве. Иако Божественото име се појавува на повеќе од 6800 пати во Стариот Завет, па дури на некои надписи што ги откопале археолозите, тоа прв пат на овие амаили се појавува во еден археолошки наод во Ерусалим. Се чини дека амаилиите потекнуваат од 6 век пред Христа, значи од времето на разорнувањето на Ерусалим. Можеби за нивното време повеќе ќе се дознае кога ќе бидат потполно проучени текстовите што се наоѓаат во нив. Еве, што гледачи, дојдовме до крајот на нашава денешна програма. И благодарам на вашето внимание што бевте денеска со нас. И посакам да имате убав ден денес. Поздрав до сите кои имат роден ден, кои го прославуваат. Бидете радосни, срекни и весели. Денеска е вашиот ден. Ви закажувам нова средба утре, наутро во 8 часот и 30 минути да бидеме повторно заедно и да ја проследиме ова последна утрешна емисија во рамките на оваа седмица од понеделник до петок. Имајте убав ден, бидете одговорни, чувајте се и довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.